Лагите и дезинформациите од ДПМН немаат крај. Луѓето кои скоро цела деценија владеја и оставија пустош во Велес, шират лаги и дезинформации за работата на локалната власт, надевајќи се на ефтини политички поени. Вака започна пресконференцијата председателот на СДСМ во Велес, Стево Крстевски. Вистината е дека во 2017 година, по промената на власт, општина Велес беше во долгови од околу 3 милиона евра. Задолжени предпријатија, училишта со блокирани сметки. ЈКП Дервен и Парк Спорт беа со неплатени сметки од 2016 година, а долгот на општината кон Дервен надминуваше 1 милион и 500 илјади евра. Тоа е пустошот што го остави ДПМН во јавните предпријатија. Сведоци сме додека ДПМН беше на власт, Дервен користеше стари и нефункционални возила, често поземувајќи трактори за собирање на смет од другите општини. Крстевски од партиска говорница изјави дека сликата денес е сосема поинаква. Денес Дервен успешно функционира со набавени десетина нови специјални комунални возила, специјално возило каналочистачка, како и ново теренско возило и комбинирана градежна машина. Крстевски на ова додаде дека за прв пат се купило машина за метење на улици, отпадот се селектира и дека за прв пат започнало поставување на подземни контењери во градот. Поради домакинската работа и рентабилноста на Дервен, Советот на општина донесе одлука да се намалат цените на давачките за јавно зеленило и јавна чистота во руралните средини за 50%. За разлика од ДПМН, кој во нивно време ги намалија платите за вработените во Дервен за 10% и го преполнија предпријатието со партиски војници, покрај зголемувањето на минималната плата за преку 130 работници како мерка на владата, ја зголемивме платата на сите вработени во Дервен за 10%. А последната седница на Советот и платите на сите даватели на услуги и технички персонал за дополнителни 7%. Советниците на ДПМН ова покачување на платите на луѓето кои се најизложени на надворешно влијание не го поддржаа и гласаа воздржано. Излегуваат на пресови, обвинувајќи дека било предизборно купување на гласови. Председателот на СДСМ во Велес, Стево Крстевски, ги запраша членовите на ВМРО ДПМН при општински комитет во Велес. Од кога покачувањето на платите на најсиромашните е предизборен маркетинг, воедно изјави дека ова е само реплика на нивните пратеници во Државното собрание, кои гласаа против покачувањето на минималната плата, социјалната помош и покачување на пензиите.